Драги сограѓани, почитувани пријатели на книжевниот збор, книгоиздателството Матица Македонска од Скопје вечерва во Тетово го промовира 18-тиот роман на нашиот Јован Дамјановски, Старецот и короната. За најновото прозно дело на писателот Јован Дамјановски во издание на реномираната македонска издавачка куќа Матица Македонска, Старецот и короната, ќе зборува нашиот Даријан Сотировски. На промоцијата ќе учествува и познатиот музички состав Шербет од Тетово. Програмата ја започнуваме со песната за Тетово, која Андро Апостолски и Јован Дамјановски ја напишаа пред 50 години и во меѓувреме се исполнува од разни музички групи како препознавање за нашето Тетово. Ги поканувам шармантните и вонредно талентирани девојки од триото Шербет да ја отворат програмата. Повелете. Добро вечер и од нас. Мислим дека е сасвим коректно да збориме на тетовски малце. Романот на нашиот драг дедо Јован Дамјановски, пошто он е дедо на сите нас три, вика Старецот и короната, и драго ни е што короната ја оставивме зад нас, барем сега за сега, и што после толку долго време ве гледаме свите заедно овде со нас. И се надеваме дека уште на многу промоција на романи ќе учествуваме на нашиот ценет Јован и да се гледаме само за добро и добро здраве. Оросно утро кога те гледам со небо налик на море, о мене песна се буди и споменко утро се роди. О мене песна се буди и споменко утро се роди. Тетово граде мој роден, Тетово граде под шара, Тетово граде мој роден, Тетово граде под шара. Од тебе поглед поубав нема, сонце на запад оди, а мечти безкрајно лутат, о колку си граде мој убав, а мечти безкрајно лутат, о колку си граде мој убав. Тетово граде мој роден, Тетово граде под шара, Тетово граде мој роден, Староста е само животен период од постоењето и ништо повеќе, ниту помалку. Многумина од генерацијата на Небојша не ја доживеа староста, но луѓето кои се извлекоа од темнината останаа во канчите на стравот. Неизбежноста на смртта е
стожерна тема за толкување на животот. Во еден човечки живот само смртта е сигурна. Оттаму се извлекува и филозофијата на животот. Стравот од смртта е постојано чувство кое како смола се лепи во човековата размисла за постоењето. Стравот од смртта е навика во човекувањето за која нема одвика. Кога ноќта го препушти местото на денот, стариот Небојша конечно свати дека преживеа уште една ноќ. Очаен страх од смртта беше придружник и во јавето и во сонот. Се надеваше дека барем во сонот нема да се среќава со смртта, ама беше свесен дека ништо не се случува во своја желба. Во диагностицирањето на коронавирусот, еден од симптомите беше да не се чувствува мирис. Ама тој чувствуваше дека смртта сепак има мирис. Со овој извадок од романот ја започнуваме промоцијата на романот Старецот и короната. Јован Дамјановски е роден 1946 година во Тетово. Доктор на науки и универзитетски професор. Член на Друштвото на писателите на Македонија е од 1992 година. Во современата македонска литература се вклучи како романсиер и драмски автор. Во книжевните загледувања на ова наше драматично, судбинско, брзо, одминливо и неодминливо, но секогаш незавршено време, тој остава своја трага по вечната потрага по најдлабоките духовни сфери на современиот човек. Со своите 18 објавени романи, голем број раскази и новели, како и драмски текстови, тој се вградува во иманентната категорија на книжевниот феномен да допира до реалните проблеми на животот. Од драмските текстови на Јован Дамјановски на сцена се играни Ние малите људи смо големи човеци, Биолошки динамит, Иконија пардон Господја Ика, Картон Сити, монодрамите Чај со рум и Господица Ика, како и драматизација на романот Самоубиство на глувците. Со драматизацијата на неговиот роман Нежна е прашината на заборавот е снимена и телевизиска серија. Јован Дамјановски е троен добитник на наградата 19 ноември, односно 3 март на градот Тетово, а на ФАА 92 го доби републичкото признание за преизведба на драмски текст од домашен автор. Реномираната македонска издавачка куќа Матица Македонска повтор пат ги издаде романите Викенд во младоста, Диви магнолии и Жолта минута. Издавачката куќа Мијан од Скопје во 2019 година издаде едиција од 5 избрани романи, и тоа Вештачки сон, Здивот на тишината, Благослов или проклетство, Мирисот на лагата и Глобалните звезди на небото. За делата на Јован Дамјановски пишуваа многумина книжевни критичари, меѓу кои Гане Тодоровски, Науме Радичевски, Раде Силјан, Велес Билески, Тодор Чаловски, Светлана Христова Јоцич, Христо Петрески, Мишел Павловски и други. Вечерва за 80-тиот роман на Јован Дамјановски, Старецот и короната, ќе зборува Даријан Сотировски. Пред да му дадам збор на Даријан Сотировски, музичката група Шербет ќе исполни уште една песна. Повелете. Капната солза, дари ми несонуван сон, кажи ми еден убав збор, запеј ми незапеан кажи ми
Во минатото треба да се бара днината. Тоа се надоврза како срмен конец за невестинска носија. Но безпомошно е да се бара среќа само заради тоа што мислиш дека секој му припаѓа. И новиот почеток се запишува како судбински запис и ништо повеќе. Толкувањето на соништата е отворено прашање на скриен пергамент кој најпрвен се чита во сонот. Дали и кога сонуваш си уверен дека само тоа е сон? Каква идеја на Лизата се пречвакува во јавето. Конечна оценка дали нешто се случи или ќе се случи е прашање на иднината. На сите отворени прашања прецизно одговара само судбината. Му давам збор на промоторот Даријан Сотировски. Добро вечер на сите, почитуван автор, почитувана етолска јавност и публика. Ова ни е практично втора промоција, првата беше во Матица Македонска во Скопје, а мене ми ова второ туширање на промоција, затоа што тамо ми заврна, а овде струјата е скапа. Фала ви на вашето присуство од име на авторот и од моје име и од сите кои што се погрижија да овозможат соодветна и достоинствена промоција на романот, кој што апсолутно и нашето присуство, а и нашата запознаеност со него ја заслужува. Практично 80-тиот роман на Јован Дамјановски е и полнолетство за неговата кариера како романсиер. Иако не единствените 18 книги не се тие, како што и во поведот слушнавме, се работи за еден навистина плоден творечки опус, кој што навлегува во различни жанрови, но по многу нешта, за сите негови создадени дела, има еден најмал заеднички содржател, а тоа е Јован Дамјановски, со она што него го прави да биде тој што е, и исто тоа нешто го прави, неговите дела ги прави да бидат на прв поглед јасно кој ме татко или кој ги создал. Беше ова навистина голем предизвик, да се прочита делото пред да биде издадено, да се размисли за него, било тоа споредно со програмата, кога ги слушаме Шербет и уживаме во една убава љубовна балада. За мене тоа е како мојот живот на млад човек, кој што е растеретен од тешки теми на смрт, на минливост, на поента или суштина на животот. И одеднаш ми се појавува авторот на ваква психолошка драма, еден врвен филозофски роман и ви нуди, ви прави огромна чест да бидете промотор на токму такво дело и одма доаѓаме до нарацијата на извадоци од самата програма денес, која што е диаметрално спротивна на расположението кој што со себе го носи било која од овие изведени песни. Да започнеме вака. Во фокусот на авторот е она
што сите го добиваме без да го бараме, а тоа е нашиот живот. Авторот низ сите своји дела, а особено тука, во овој свој 18 роман, ја анализирал суштината на животот. Но пред да започнеме да кажеме нешто подлабоко за романот, мора да направиме еден мал воглед. Многу е лесно да се дефинира тоа што е целосно здрава состојба и во еден организам, и во едно општество, и во било кој друг бој или субјект. Светската здравствена организација сепак вели дека не постои дефиниција за тоа што е здравје или што е безпрекорно постоење. Секогаш на лекарите им е лесно да ја дефинираат болеста, затоа што таа на известна мера е отсуство на такво некое здравје. Па по симптомите ќе се постави диагнозата. Во каков свет ние живееме, во здрав или во болен, може да дефинираме само по тоа што го мачи светот. Денешниот свет, во кој што сите ние живееме, без разлика на возраст, симптомот кој говори гласно за диагнозата на овој свет е современиот човек. 21 век е век во кој што човекот веќе во огромна мера се соочува со она што со векови го создаваше, стихино, спонтано, намерно и смислено, секој различно, и сега се соочуваме и со последиците на нас самите. 21 век за прв пат во човековата историја, во човековата цивилизација, е во можност да ја субституира човековата природа. Човек кој што со 2-3 века не е меѓу нас живите, преку холограм проекција може да биде денес присутен и да не може да препознаеме дали е тој еден од нас или не. Вештачки органи во човековото тело, генетска модификација на луѓето за подобра генетски предиспозиции, изглед физички и така натаму и така натаму. Човекот постепено ја забораваше својата природа. Во вакви околности беше сосем природно да се очекува, а и тоа се случи. Дека светот ќе почне да живее во една состојба каде индивидуализмот, кариеризмот, конзумеризмот и се што поединецот го става цел на постоењето сам за себе, или народски кажано, себичноста, ќе добие едни епохални размери, до тогаш невидени. И општествено-економскиот систем во кој што денес живееме само му дава идеални можности на ваквиот современ човек да го извлече од себе оно што е најлошото. Овој човек е симптомот по кој што гледаме од што е болно нашето општество. Еве во ваков еден свет, на целосна отуѓеност на луѓето еден од друг, ни се јавува една уште поголема катастрофа од таа која што секако самите создаваме, а таа е коронавирусот или коронакризата, која што удри во темелот на и така урнисаниот и разобличен свет, до тогаш познат како човечка цивилизација. Но короната со себе донесе и една, може би да се толкува и како добра, до тогаш непредвидлива околност, да сите ние исплашени го почувствуваме можниот негативен епилог за наш близок или нас самите и одеднаш да почнеме да се плашиме за собствениот живот. Одеднаш да ни е важно каде дента ќе поминеме, дали сме на клиника или дома, е голема разлика. Иако болни во домот. Дали сме здрави во домот или надвор на улицата, исто така правеше разлика. Дали сме здрави со маска во супермаркет или здрави без маска во улица, исто правеше разлика. Одеднаш човекот, ваков отуѓен и отпаднат, почна да сваќа што му е дадено без да го побара, а тоа е човечкиот живот, со сите негови предности и мани, и почна да се бори за повторно живење. Но коронакризата, за жал, се уште кај многумина
од нас остава и травматски искуства, сеќавање. Речиси сите тука, докато го размислиме, знаеме по еден близок кој што вечерва не е меѓу нас. И јас можам да набројам луѓе кои што сум сигурен дека денес би биле со нас на промоцијава, да не беше ова што се случи. Постепено светот се отвара, постепено забораваме ни што поминавме, или најдобро кажано се трудиме целосно да го потиснеме она што негативно го доживеавме сите ние. Па кога има добра песна, сите сакаме да пееме во кафана. Кога има убава утакмица, сите сакаат во друштво да гледаат. Сакаме на некој начин да го надокнадиме тоа што ни беше одземено без наше одобрување. И додека сите ние уживаме во привидното потиснување на негативните сеќавања, Дамјановски напротив, како еден од оние кои што биле во најнезавидната позиција, човек кој што се борел со вирусот во болничката соба во Скопје, во болницата, тој обратно од сите нас не ги потиснува ваквите сеќавања, туку напротив ги подгрева, ги буди, ги држува доволно живи и само тој знае како тоа успева и како е тоа, како да се чувствуваш кога ги држиш таквите сеќавања живи. И во овој период кога ние се враќаме на нормалниот живот, Дамјановски го започнува според 18-ти роман, во кој што поместува една состојба, една приказна, во која што може многумина да се пронајде себе, но и надвор од действието на самиот роман, тој поставува и една цела филозофска стварност, подкрепена од неговата богата пред се животно искуство, животна мудрост, живејќи во својата 8 деценија со други очи, да ги разгледува се она што му се случило во животот, се она што се случило на другите кои што го прателе или попат ги среќава во животот, и ни дава еден текст кој што и кога сите ние нема веќе да сме тука, него идни генерации кога ќе го разгледуваат, ќе биде исклучително четиво кога зборуваме за психолошките драми и општо за човековата психологија. Дамјановски има една многу важна карактеристика, што тој кога ги поставува овие филозофски и психолошки конструкции, не поле само од себе и од неговите размислувања, тој се користи и со теоретската, со научните согледувања на еминентни филозофи и психолози, но и со неоспорливата безпрекорност на народниот интелект или на искуството на мудроста на народот. Кога се повеќе се стави на едно место, го добивате ова, кое што се трудам да го приближам на сите вас. Романот е составен од 10 тематски единици, на 100 страни. Роман кој што лесно се чита. Ја раскажува приказната на стариот Небојша, кој што се бори, иако без сериозни компликации, неговата здравствена состојба сепак мора да биде третирана во болнички услови. И во овие денови на борба во болничката соба во Скопје, тоа истата онаа соба каде што Дамјановски надживија и испрати во вечноста неколкумина пациенти кои што ги споделуваат тие 30 на квадрати со него. Стариот Небојша се прашува, си ги поставува прашањата кои што секој во таа состојба би си ги поставил. Уште колку, до кога и зошто мора како. Сега, кога зборуваме за стилот на пишување, како што го читате романот? На моменти добивате впечаток дека има нафрлено безброј размислување. И како што навлегувате во стилот на авторот, сваќате дека е безпрекорно
представена состојбата емотивна, духовна и психолошка на оној кој што е во тој болнички кревет, како што авторот знае да рече во слободна на прополнатите. Тамо, за секое прашање се јавува ново прашање, за секој одговор нов одговор и ново прашање и нов одговор. И колку и да изгледа хаотично, има ред во тој хаос на човекот кој што се бори да преживее во таа болничка соба. Едноставно животот е над се. Романот е направен на начин на кој што нема да ни разбуди тага, сигурно емпатија ќе ни разбуди, сочувствување со сите кои што поминале тamo, но и благодарност кај сите нас кои што не ни било дадено да го минуваме тој пат, кој не замисли за сите нас кои што сме биле во контакт со тој вирус и со таа страшна појава, но не во таа мера. Како што кажав, Дамјановски изработил маестрално психолошко и филозофско дело. И 10 луѓе да сме тука и да го промовираме, секое парафразирање на оно што тој го запишал би било погрешно, плитко и некоректно. Затоа ќе се послужам со цитати од самиот роман, кој што ве замолувам со внимание да ги слушнеме. Тоа се цитати кои што во различни сегменти на романот оставаат кај читателот длабоко сеќавање. Животот тече како несопирлива река, која постојано на испит на моралот. Дамјановски во своето дело моралот го става на особено висок пиедестал. Заради моралот вреди да се умре, а поради моралот заслужуваш да живееш. Во животот смртта е заведена на некој незваничен список. Список кој никаде не се истакнува, но таму заокружен ми е денот. Анализата на животот почнува од сеќавањето за минатото, а треба да се живее само за еднината. Колку повеќе се задлабочуваш во минатото, толку поматна е предпоставката за едината. Иако и авторот, а и протагонистот на самиот роман се луѓе во својата 8 деценија од животот, ти особена акцент става на важноста човекот во секој миг од неговиот живот повеќе да биде насочен кон иднината, а многу помалку кон минатото. Минатото ништо не ни носи, тоа ни донело, а иднината добрва треба да ни донесе. Затоа ова е добра лекција за старите луѓе, кои што многу повеќе сакаат да живеат во согледувањето за своето минато, без да се посветени на својата иднина, колку и да биде таа временски долго определена или кратка. Па ќе рече, не постои мудрост да се објасни и прифати смртта како природна појава. Апсолутно. Кој е тој човек, освен отец Мирто, кој што може да објасни дека смртта е природна појава и ние треба со леснотија да ја прифатиме. И меѓу старите има луѓе што не ја разбираат старост. А кога судбината зборува, човекот треба да молчи. Во многу наврати авторот забележува. И веројатно тоа има сечката мисла, поента и порака на самиот роман. Кога судбината зборува, на човекот најдобро е да се молчи. Треба да се знае и да се трпи и да се поднесуваат болките. Ова е сега полука. Тоа животот го прави посмирен, иако патот полека брзо или побавно води кон крајот. Среќни сме ако животот поспоро ни минува, зашто и онака оди во бесконечноста. Дали човек и во најсветлите денови може да ја почувствува таа бесконечност? Каде да се загледаш, не можеш да го видиш судбинскиот запис. Можеш само да предпоставуваш дали среќата е негде во твоја близина. И да се видиш покрај среќата. Сепак не можеш да утврдиш дали си ти миленик на среќата. Таа може само стои покрај тебе. А да се сомневаш дали ти си баш тој миленик на среќата, својствено за старост.
и неизбежноста на смртта, никој од не избегал, барат главата да се толкува животот. Ако меѓу раѓањето и смртта е животот, дали има станици по кои се преминува од еден во друг настан? Може ли човек да се задржи на недобрите делови од својот живот? Ако е среќа да се доживее староста, дали јас сум ги минал сите станици? Секоја капка, вели Дамјановски, од било која вода може да распадне и најтврд камен. И тоа е точно. Но и солзите се капки. Капките солзи со кои се смирува душата, постепено не смируваат, но уништувањето кој го оставаат и предизвикуваат е несопирлив процес, кој не се запира со тие кратки смирувања. Па во моменти сите наши читателите, за да не одмори, знае да спомне теми кои што не се во типичен профил на овој роман, па знае да зборува за вонземјани. Па малку духовито ќе речем, при инвазија на земјата, вонземјаните може да освојат многу богатства на земјинава топка. Но не можат да се ослободат од едно нешто, а тоа се проблемите кои што ќе ги ставиме од животот тука. Упорност и трпеливост. Тоа е во срцето на народниот дух. Упорност и трпеливост. Маките остануваат като духовен талог. Постојано барај начин да не се предадеш. Не постојат тунели од каде на излезот од нив не може да засвети светлината на излезот, на спасот. Староста ја дефинира како архива на сеќавањата, некаде длабоко во срцето. Во многу наврати Дамјановски зборува за две викендици. Едната викендица е онаа која што и стариот Небојша и самиот автор ја имаат во својот живот. И тоа е реализираната желба. Она која што човекот сакал и го постигнал. Но тој зборува и за една друга викендица паралелно на ова. А тоа е викендицата која што му е метафора, символ за она која што допрва сака да го постигне во животот, без разлика на својата 8 деценија. Човекот природно има желби и за тие желби не треба никому да се оправдува, туку тие желби треба да се бори да си ги оствари. Што е најбрзо во човечкиот живот? Ќе праша и ќе рече тоа што поминало. Тоа е најбрзо. Секој има голема обврска кон себе, постојано да го одржува допирот меѓу минатото и днината. Тоа претпоставува тешките реи на распаѓање, да се заменуваат со лесни мириси на пролетта. А пролетта таа е младост на годината. Храброст е за младите луѓе, за староста останува да се верува или да не се верува. Во младоста се е јасно, староста таа во се сомнева. Сеќавањата се само за навраќање, затоа што враќање нема. Меѓу радоста и тагата има разлика. Радоста сака да биде препознаена и од другите. Тоа е на наше човечко фалбаџивство. А тагата е затворена и свртена кон себе. Кога е човек тажен, не сака никој да го знае. Најгласно во животот е тишината на вечноста. Никој не испуштил гласот. Не е доволно човек да се проверува во колективното несвесно. Туку треба и да се вградува. Треба постојано човек да трага кон подобар свет. И тоа е составен дел од филозофијата на животот. Во време во кое што живееме, ретко кој више трага кон подобар свет, така да ова е добра порака и уште едно ќе прочитам. Не е доволно човек да се проверува во колективното несвесно, туку треба и да се вградува. Треба постојано човекот да трага по подобар свет. И тоа е составен дел од филозофијата на животот. На некој начин, сите живееме со маски. Поединечно, сакаме да не знаат такви какви што сакаме да не знаат, а не какви вистински сме. Маските за кислород во битката со коронавирусот се еднакви за сите болни. И тие, чудно е, но тие ги скрија сите разлики меѓу луѓето. Е, тука во секој стремеж на личниот човек, кој не забележи во минува ни животот и времето, желбите се постојан материјал за човековување. Но тие се потрошлив материјал. Се зависи од вистината. Колку поблиску до една вистина, подалеку од друга. Апсолутно не. Староста е најпогодна доба за испит на зрелоста.
Дали испитот на зрелост да се случува во сите периоди на животот. Се менува и се е минливо, ама има нешто што многу брзо минува, а тоа е младоста. Само младоста се домерува во староста. Младоста е копнеш по кој целиот живот најсилно се копне. За крај. Останува да живееме во овој изместен свет, во кој владее медиумска хипокризија. Стравот и нападот ќе не вознемирува. Секој ден на телевизиските програми гледаме емисии за болести, малку народни приказни за животот во минатото и предизвикувачки информации кои го загрозуваат мирот во душата. Сведоци сме на незрели противречности кои го потребаат стравот. Тука е конфронтираноста на нашиот човек меѓу минатото и дината, но и во себе. Наместо вакцинирање од болести, младите се вакцинираат и од начинот на живот и однесувањето на нас, нивните родители, дедовци и баби. Се вакцинираат за заштита од животната филозофија на старите. Тие живеат во свој свет. Како староста да ги издржи тие промени е прашање за одржување на моралот и етиката на современиот живот. Треба време и волја. Човек, читајќи го овој роман, да се задлабочи во секоја една мисла на авторот, а ги има по неколку на секоја една страна. Сите прецизно формулирани, сите соодветно поставени тамо каде што најмногу ќе го удрат читателот. И јас сум убеден дека нашиот човек не многу сака да размислува. Ако многу размислува нашиот човек, му се случува ова, да го издаде 80-тиот роман Епе Јован Дамјановски. Денес, кога го имаме пред нас романот Старецот и коровата, едно прекрасно четиво, кое на крај е со светол крај. Дело кое што потресува, претерано размислување, но и ја покажува убавата страна на животот, затоа што вреди човек да се бори, кога на крај и светлината, и пуштањето од болница, и доаѓањето кај блиските, и продолжувањето на секојдневието на стариот Небојша, се гледа како силна емотивна состојба во која што човекот добива втора шанса да живее, доколку веќе искористил втората, трета шанса да живее. Сваѓаме дека секоја борба, кога и да заврши, како и да заврши, ни следи нова борба. Животот на човекот е множество на многу такви поединечни борби. Сите заедно, веројатно, како луѓе во колектив, во заедница, се бориме и во групни борби. Без да должиме многу. При тоа да не се мачи било кој од нас да води патот на авторот, да чита многу филозофи и психолози, да разговара со многу луѓе, да почне од химната за Тетово да ја пишува до документарни емисии, до многу книги и да акумулира во себе толкаво искуство, толкава мудрост. Ние, без да ни се води авторот, тој пат не мораме да го минеме. И затоа јас ви топло препорачувам на сите вас да го прочитате романот Старецот и коровата. Почитувани присутни, со оглед на тоа што е 30 годишниот јубилеј на Јован Дамјановски од неговото зачленување полноправно во Друштвото на писатели, би сакал од ваше име и од своје име да му го честитате тој јубилеј. Тетово имало и има, а верувам, убеден сум дека секогаш има луѓе од различни профили кои што ќе ни го белат образот. Несомнено еден од тие луѓе, Јован Дамјановски, кој што со својата богата, долгогодишна кариера остава трајни вредности кои што треба да бидат гордост на сите нас. Се надевам дека неговиот јубилеј, неговото творештво ќе не бере уште многу пати вака и ќе го славиме за тоа што тоа го заслужува. Фала.
prva i posledna. Utre ako trgam bez tebe, nemoj ne plači. Stekni srce i bidi hrabra, sve zaboravi. Ti si mlada, ti si slatka, nemoj da me vraćaš do mene. Spijan domac star, mene mesto ne me pakja. Plaši se, od drugi oči ke me najdeš, od druge smeja ke me poznaješ. Ljubov ke pronajdeš, ti nekomu ke vidiš sve što ne mi beše. Za nego može ke si najdobra, prva i posledna. Utre ako trgnam bez tebe, nemoj ne plači. Stekni srce i bidi hrabra, sve zaboravi. Ti si mlada, ti si slatka, nemoj da me vraćaš do mene. Spijan domac star, mene mesto ne me pakja. 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 Очајот се храни со нови очајувања за наговестување на душата дека смртта е близко до неа. Се шират маките од очајот, се стигнува до работ на понорот. Таму нема дно, ниту мостови за да се помине на другата посветла страна, од каде засветува некоја нова искра на надежта. Надвор на небото, смртта е само облак кој ја зацкрива светлината. И во светлината може да заискри некој заканувачки зрак за разумување на човековата надеж. Но со ниту една светлина не може да се побегне од смртта. Среќниот човек само накратко може да ја одложи смртта. Тоа е веда која предупредува како предигра пред конечната закана дека е близу до тој понор кој нема дно. Смртта не мора да се бара во анатемите на животот што се проверува со туѓи судбини. Обстанокот на човековиот род на земјата не е прашање на соништата во апокалиптичка форма. Тоа може да се разбере како старечка слабост на трпението и издржливоста. Тешки соништа се за препознавање на животот. Старецот и короната се сонувалка која се наречува живот. Сега е време за авторот. Почитуваниот Дарија, мојот најнов роман, Старецот и короната, го представи како мој поднолец. Ама од ова што го гледате во мене, може да се нарече поарно и старост. Но секој време и минливо и минливо. А старост може да биде и мудроста на човекувањето. Но во староста има многу тешкоти, и болести, и депресии. Староста е товар голем, но староста е и среќа да се доживее. Ја денеска сум одушевен од вас, не од себе. Одушевен сум од вас, што сте наумина овде, да се слушаме, да се видиме, да се препознаеме како тето. Затоа и поставка со песата за тето. Сега на мене ред да објаснам што сакам да направам со романот Старецот и короната. Први, да не заборавам дека
кажем дека за старецот и короната корицата го направи цртежот за корицата нашиот голем Павле Кузмановски. А лектурата ја направи Даниела Мазовска. Овој роман може да се поврзе со Старецот и морето на Ернест Хемингвеј. Ернест Хемингвеј е голем писател, светски човек, пример на светската литература и уметност, но во овој роман нема некоја врска со Ернест Хемингвеј, освен наслов. Содржината може да зборувам, но хемингвејскиот стил и хемингвејскиот диалог не е поврзан. Јас поинаку пишувам и поинаку ја представив ова психолошка драма од оваа тешка судбина што ја доживувавме со коронавирусот во нашиот живот. Јас сакам да кажам дека во овој роман може да се пронајде некоја врска со Ернест Хемингвеј. Ернест Хемингвеј зборува во Старецот и морето за спротивставеноста меѓу луѓето и рибите. А овде ја зборувам за спротивставеноста на човекот со короната, со микроорганизмите, со тие невидливи чудовишта кои не напаѓа и ни одзема на умира животот. Ќе може да тие што ќе го прочитаа романот, ќе видат дека првите 3 глави се посветени на тројца луѓе по таа соба на прогодната, по болничката соба, каде што и јас се лесев, за кој пишувам, за нивниот живот, за нивната психолошка драма. Посно, јас и во другите романи се служим со психолошките приказни, со психолошките драми за човечкиот живот. И во оваа приказна зборувам за драмата, како да се обстои, како човекот да проведе во себе, да проведе сила, формула за оздравување и да заклучи дека во животот и кога нема надеж треба да се проведе правилна надеж. И така е и составено. Мислим, како порука романот, поруката може да се пронајде во синтагмата народна, дека кога зборува судбината треба да се молчи. Нема ништо поине да се направи, но истовремено треба и да се најде начин како да се препознае надежта и кога нема надежда. Кога спомнам психолошки драми, јас се слушам често пати во моите романи со Карл Густав Јунг. Тоа, знаете, познатиот психолог, тако на аналитичката психологија. Тој зборува дека и во човечкиот живот живееме со маски, како што ги носеме за заштита, а живееме со маски. Сакаме да бидеме препознаени во животот, такви какви што сакате да бидеме препознаени, а не какви што сте вистински. Тоа е таа маска што ја носеме во споредба со ова што ни служи за заштита. Но истовремено сакам да спомнам и Сократовата максима за нашиот човечки живот, дека треба најпред да се познаваме самите себе. Ние често пати почесто зборуваме за другите и полесно зборуваме за другите и побрзо да се запознаваме самите себе. Но тоа е хаос во животот во кој ова корона што земаше и животи остави траги во нашиот живот целост. Јас сакам едновремено да кажам дека болест не создаваше само проблеми со болесињето, туку и како последици од болест. Многу мина страдаат од последиците, од кои мораше да се свати дека животот мора да се свати како борба, како желба, да се научи и да се изучи, да се научи таа формула за преживување, зашто стварно во човечкиот живот надежда никогаш не одобри. Треба се да даваме и кога нема надежда. Јас овој роман го пишував поскопо, зашто јас ја доживував таа драма, во таа борба за променење формула како да се преживее во животот.
И на овој начин сакам за луѓето што ќе прочитаат оваа книга да сватат, конечно да сватат и треба да се свати дека во човечкиот живот мора да научиме дека навистина и кога нема надеж, постои надеж за човечкиот живот, зашто и стравот ти стана постојана навика. Стравот од спорта ни стана навика, ама одвика нема од оваа навика, освен среќите и несреќите. Ете, ја бев од тие што беа среќите, што ја преживеа оваа болест, но верувам дека и оваа болест, многу болести што ги доживуваме во животот, нарочно во старостата, депресија, која што сите немачи во животот, сметам дека треба сепак да научиме дека животот не е мудрост во староста, животот е подарок на природата, кој што треба и да се научи да се чува и да се ужива. Јас се надевам предок, веќе прекратно време. Вака, и благодарам што сте овде. Многу сум горден на вас, да некаде ми наследите, зашто ја не сум со професија писател, ниту има писатели во Македонија, ама успеа да оставам трага како човек во наше и ваше тето. Благодарам. Почитувани посетители, пред да ја затворам промотивната книжевна средба за промоција на романот Старецот и короната од Јован Дамјановски,
би сакала да се заблагодарам од името на авторот на оние кои што помогнаа да се отпечати ова значајно книжевно дело. Тоа се Бар Еце од Скопје, Дараком од Тетово, Аква Флуент од Скопје, Иво Нотар од Тетово, Пелени од Теарце, Урбан План од Тетово, Бен Консалтинг од Тетово, Напредок Челопек, Авточајка, Угостителски објект Арена, Симпл кафе и Никола Тамница. Ви благодарам.